Враќајќи се дома, Буратино сретнува двајца просјаци, мачорот Базилио и лисицата Алиса. Рано изутрината Буратино ги преброи парите. Жолтиците беа колку и прстите на раката – 5. Со жолтиците стиснати в рака почна тој да скока на патот што водеше кон нивната куќа и да си пее. Ќе му купам на тате Карло ново палто. Ќе купам многу триаголни колачиња со мед и петлиња со жолт шеќер на стапченца. Кога го изгуби од вид шаторот на куклениот театар и неговите знамења што се вееја на ветрот, догледа двајца просјаци како одвај се влечат по прашливиот пат. Лисицата Алиса што куцаше на 3 нозе и слепиот мачор Базилио. Но тоа не беше оној мачор што го сретна Буратино вчера на улицата, туку друг. И овој го викаа Базилио и беше исто така шарен. Буратино сакаше да помине, но лисицата Алиса му рече милно: "Здраво, добар Буратино, каде брзаш така?" "Дома, кај тате Карло." Лисицата уште помилно издивна: "Не знам само дали ќе го најдеш жив кутриот Карло, сосем е пропаднат од глад и студ." А го гледаш ли ова? Буратино ја отвори раката и ги покажа 5 жолтици. Кога ги виде парите, лисицата и не сакајки, постегна по нив со шепата, а мачорот наеднаш широко ги отвори слепите очи и тие му блеснаа како 2 зелени фенерчиња. Но Буратино ништо не забележа. "Добар, златен Буратино, а што ќе правиш со тие пари?" "Ќе му купам палто на тате Карло, потоа нов буквар." "Буквар, оф, рече лисицата Алиса нишајќи ја главата. "Тоа учење нема да те доведе на добро. Ете и јас сум учела, па гледај сега, одам на 3 нозе." "Буквар," измрмори и мачорот и налутено си фркна во мустаките. "Поради тоа проклето учење го изгубив видот." На една сува гранка покрај патот стоеше една стара чавка. Слушаше и гракна: "Лажат!" Мачорот Базилио високо рипна, со шепата ја кутна чавката од гранката и ја искуба половина опашка. Одвај таа успеа да летне. И пак се направи како да е слеп. "Зошто така истори, мачор Базилио?" Со чудење запраша Буратино. "Слеп сум," му одговори мачорот. "Па ми се стори дека тоа е некое кученце на дрвото." Потоа сите тројца појдоа по прашливиот пат. Лисицата рече: "Паметен, разумен Буратино, дали би сакал да имаш 10 пати повеќе пари?" "Се разбира, а како се прави тоа?" "Многу просто, дојди со нас." "Каде?" "Во земјата на будалите." Буратино малку размисли. "Не, без друго треба да си одам дома." "Како што сакаш, не те влечеме за уста," измрмори и мачорот. "Ти си себе си непријател," рече лисицата. "Ти си себе си непријател," повтори мачорот. "Инаку твоите 5 жолтици би се претвориле во куп пари." Буратино застана и зина. "Лажеш." Лисицата седна на опашката и започна: "Сега ќе ти објаснам. Во земјата на будалите има едно волшебно поле. Се вика поле на чудата. На тоа поле ќе ископаш дупче и ќе речеш 3 пати: крекс, фекс, пекс. Ќе ставиш во дупката една жолтица, ќе ја засипеш со земја, одозгоре ќе ја посолиш малку и сето тоа убаво ќе го навадиш и ќе си одиш да спиеш. Кога изутрина од дупката израснало мало дрво на кое наместо лисје висат жолтици. Разбираш ли?" Буратино дури и подрупна. "Лажеш." "Ајде, Базилио," навредено откако го дигна носот, рече лисицата. "Кога нам не ни верува и не треба." Не, викна Буратино. Верувам. Ајде да одиме во земјата на будалите."